Општина Гевгелија ќе аплицира на јавниот повик за изработка на техничка документација што го објави Министерството за локална самоуправа и UNDP со проект за изработка на студија за секундарна гасификациона мрежа. Оваа одлука Советот на Гевгелија ја донесе на последната 36-та седница. Изработката на проектно-техничка документација за секундарна гасификациона мрежа во општина Гевгелија се наметна посредбата со представници на Националното бюро за гасификација, кое во рамките на Националната програма за приклучување на општините Гевгелија, Богданци и Демиркапија на јужниот крак со соседна Грција, веќе изработува проект за примарна гасификација, односно донесување на гасот до станица кај Гевгелија. Градоначалникот Сашо Поцков рече дека обврска на општината е да изработи проект за секундарната мрежа, поради што одлучиле да аплицираат со овој проект. Советниците исто така донесоа одлука за кофинансирање на проекти за изградба на водоводна мрежа во стамбена населба Караорман и на атмосферска канализација на улица Индустријска во Гевгелија. И двата проекти се реализираат со грантови од проектот за подобрување на општинските услуги за успешно реализираните проекти за изградба на нов водоснабдителен систем и доградба на училници во Јосиф Јосифовски. За ова беа земени пари од Светска банка. Изградбата на водоводната мрежа во населба Караорман чини 4.173.000 денари, а општина Гевгелија треба да обезбеди 327.000 денари. За изградбата на канализација на улица Индустријска на тендерот е постигната цена од 1.700.000 денари, од кои општината треба да обезбеди 1.290.000 денари.